Бидејќи нема што дополнително да се каже за мојот денешен гостин во емисијата во Агол, многу е зборувано, многу е пишувано, го имало по телевизија на секаде во разни емисии. Гледате дека еве сега со мене во емисијата во Агол е Игор Џамбазов, кој што е во Штипско, да речем, се наоѓаме во ресторанот Рајска градина во непосредна близина на Штипка, еден негов многу драг и мил пријател. Прво да ви посакам добре дојде во емисијата во Агол. Добро е, најдо, фала за поканата. Честа е наша во секој случај и само да им кажам на гледачите дека сте овде по повод вашиот синоќешен концерт во Дом на млади. После колку време настапувате вака пред поголема публика во Штип? Па, тоа го кажав некому вчера. Јас за прв пат настапувам во Штип со мојот бенд. И тоа малку абсурдно звучи, ама така испадна. Сум доаѓал во други комбинации, да речеме сам со гитара, или не знам во склоп на некој патувачки театар што доаѓа, фестивали и така натаму, со други бендови и така, но со мојот бенд никош не е дојдено. И баш ето вчера беше убав повод да се потсетам на тие стари златни времења кога Скопје и Штип беа навистина рок-н-рол центри, кога Штип имаше своја музичка сцена, кога од тука излегува врвни музичари кои завршија по светот и така натаму. И баш ме потсети на тие убави времења. Таму во тој Дом на млади се одржани навистина многу познати концерти. И на македонски групи, да речеме Меморија, се сеќавам кога ќе доеше Меморија во Штип, тоа навистина беше доживување, илјадници луѓе. Исто така и од рамките на државите кои што беа во Југославија, да. Па потоа се сеќам на еден неверојатен концерт на Ристо Бомбата и Кучешка Тенија на истото место, мислам дека луѓе по кровови седеа тогаш. Тоа место има некаква посебна моќ, некаква. Вчера ни се погоди и временцето, иако беше малку свежечко, беше добро за рок-н-рол и за блуз. Може би ме збуни малку слабата посетеност, ама секој фестивал првата година си се учат луѓето. Да. На грешките веќе втората година, мислам дека беше прескапа картата, близницата, и мислам дека заради тоа немаше 2-3 луѓе колку што јас мислев дека ќе има. Колку што знаат да се соберат во Дом на млади. Да, но па беше на некој начин одбрана публика. Беа луѓе навистина дојдени се забавуваат, имаше луѓе и од моја генерација и малку помлади кои го сакаат Неша Галија, кои ето така мене никош не ме гледале во живо, да речеме, не дошле на моите концерти во Скопје. И прв пат со мојот бенд, мислам дека звучевме повеќе од добро и мислам дека луѓето се забавува. Немаше некој кој што не ги знаеше вашите песни? Па да, и тоа е една од работите што ми се допадна вчера. Значи, вчера свиревме, бидејќи прв пат свириме комплет со бендот, ги свиревме скоро сите и по старите песни, и вака гледам во публиката, гледам дека во првите 2 реда седат деца кои се многу помлади од песните што ги свириме. Значи, родени од кога сум ги објавил ја песните, од кога сум ги напишал, а ги знаат напамет, ги пеат и така. Добро, нашите концерти, зборувам нашите Игор Џамбазов и Гуру Харе бенд, не се само музички концерти, тие се и нешто повеќе од тоа. Перформанс, цел некако перформанс, да. Вчера Гуру Харе исто беше премногу расположен, мислам дека отсвири неколку сола што ќе се паметат и баш ми е драго дека постои како видеозапис кај вас, да можеме да кажеме кај сме свириле, што сме свириле. Така, вие свиревте, јас тоа не го кажав на почетокот на емисијата, во рамки на Туторс фестивалот, кој што се одржува прв пат оваа година во Дом на млади, кој што еве организаторот рече дека планира да стане традиционален. И треба да стане. Штип заслужува такво нешто, а мислам дека бидејќи е добра идејата, мислам дека и другите градови во околината дека ќе прифатат такво нешто во некоја друга форма, затоа што па овој дел од оваа страна на Вардар е рокерскиот дел на Македонија. Штип, Радовиш, Струмица, Гевгелија, тоа е рокерскиот дел на Македонија. Овој од оваму се повеќе се Аца Лукас и Елена Карлеуша. Така што да правиме сега? Така ни е поделена државата. Така ни е поделена и мислам дека по примерот на Туторс фестивал ќе тргнат и другите градови. Ете и јас правам нешто такво слично. Оној Џамбо фестивал што несреќно се одложи пред Нова година заради тој еден втор крак што го доживеав, јас не сметајки на тоа дека ми е
малку време поминато од операцијата, само неколку месеци помина и јас веќе се дав во погон и трчав на секаде, правев и колабирав 5-6 дена претходно, го одложивме за оваа година. Сакавме сега во мај да го направиме, меѓутоа во Скопје е многу напната ситуацијата, многу е лоша. Мислам, не може да организира човек ништо за... Па, опасно е, мислам, опасно е да седиш во кафејана во кој има повеќе од 10 луѓе, може двајца со двајца да се исколат. До таму е напната ситуацијата и мисля дека е попаметно да... Може би во Штип. Да почекаме да завршат овие гужви, ако воопшто завршат. И таа стара идеја што ми беше да биде Джамбо фестивал, фестивал на урбаната култура, борец против кичот и шумно, да го правиме во последната сабота во месец декември, значи непосредно пред нова година. И тоа е единствената работа од тие што си ги вети в себе си, а и на публиката на моите фанови, што ми остана незавршена за оваа година. Инаку, го заврши филмот Ти си Алев со Штипјанка една, Сонја Рајовановска, режисерката, професорката, многу ја почитувам, многу ја сакам, направивме нешто навистина вредно, на есен ќе биде македонската премиера. Потоа во февруари се случи Златната буамара, кај што ми направи ептени кејф и чест, особено кога Жан Митрев ми ја додели наградата, за имаше некаква символика во сето тоа и многу беше добро што човекот навистина беше повозбуден од мене и една реченица што ја кажа на таа буамара ја ставив и во книгата Умрен човек, која мене лично онака ме возбуди, ме потресе, а тоа е дека јас сум бил Хари Потер на неговата генерација, што навистина имаше онака за мене беше еден убав удар во главата, дека сум значел некому нешто додека биле деца. Потоа почнавме со Весна Петрушевска да ја подготвуваме брачна игра. Пред месец дена беше премиерата на брачна игра, во меѓувреме беше сајмот на книгата, таму ја прави промоцијата на Умрен човек. Пред 15 дена со Гуру Хари почнавме да го снимаме новиот албум. Не ли ви кажа доктор Жан Митрев малку да стагнирате, да одмарате? Ми кажа. Ама. И па добро е, каков маж сум ја ако не го прекашам ветувањето, не? Не, он знаеше дека ќе внимавам, но дека не можам да внимавам до крај. Јас едноставно се движам во такви кругови. На што ќе личеше вчера она да заврши концертот и јас си заминам во хотел или дома. Кога ме чека 500 луѓе да се сликаме, да разговараме, да секој по нешто донел да ми подари, некој слика, некој напишал песна. Имаше многу подароци добив вчера. Можем се женев. Да, добив слика моја, добив 2 песни, добив некакви парфемчиња, мали некакви сувенирчиња. И сметам дека тоа е дел од мојата работа. Сега тоа е така, тешко. Понекогаш се воздржувам, понекогаш сум навистина дисциплиниран, по неколку недели. Ама понекогаш, ако влезам во шемата, што викам ја менструација машка ако ме фати, тоа е страшно. Еве, 4-5 дена. Не ми е тешко, јас се осеќам убаво. Знам дека сум направил свињарија, јас сабајле тоа, ама знаеш како викаат од сабајле. Моментот е тој кога не се размислува. Добро, ете така, имав прилика вчера и неколку штипски друштва составени од млади луѓе да ги запознам и со една легенда како Нешо Галија, кој со нас барабар до 5 сати од сабајле седеше, уживаше, мораше да патува, па си замина, он е веќе чичко на 60 и кусур години и он исто да го потврди дека не верувал дека толку млади луѓе може да ги знаат неговите песни кои се стари по 30, дури и 40 години. Убаво беше. Пак се навратам на ситуацијата што ви се случи, беше многу трагично прифатена од страна на македонската јавност, тоа што на 2 пати завршивте во болница. И па добро да се, јас сум трајче са марчето. Сакат ме мене, што да правам се? Многу те сакат. Да, тоа беше навистина, мислам дека доктор Жан Митрев ми кажа некаков податок на нивната фан страница на болницата Филип II дека имало над 200.000 пораки. Знаете што е 200.000 пораки? Тоа е 10% од вкупното население. Ми пожелило среќа преку. Тоа се навистина големи бројки. Мислам, со такви бројки се влегува во политика. Сериозно? Ја и викам на вие што организира и на едни и на други. 200.000, вие не можете под 500 души да се соберете таму и да демонстрирате. Да, и за мене беше изненадување, иако знаев дека ќе ми се случи. Кога тогаш? На таков начин на живот, бурен, на таков. Јас не се откажував од ништо. И кога ми се случи, кога сватив дека е денот Д дојден и дека моите нозе откажале, дека се бели, студени, дека нема циркулација, нема ништо, бев во Гевгелија, легов во такси и заминав таму истата вечер ме оперира.
Што ме научи Жан Митрев? Не ме научи за тоа како треба здраво да живеам, знаеме ние сите како се живее здраво. Туку ме научи темпото на живот туку ме научи колку малку треба за да живееш здраво, колку малку треба да се посветиш себе си на своето здравје. Оти гледај, па сега кога се разболи човек, најдобро би било тоа да биде елегантно умирање како Бата Живојновиќ. Си легна и си замина човек. Замисли да треба да малтретираш луѓе околу тебе и тоа да трае недели, месеци, години. Ја знам, по мајка ми Анче, ја чекавме една година да умре, што се вели. Нели, на девајки се дека ќе биде подобро. И мислам дека неа тоа ја отепа што не гледаше нас сите како околу неа, како се неа. мачиме и како се секираме за неа. И тоа, мислам дека ќе умрем брзо и квалитетно. И таква смрт си посакувам. Таа е најубавата смрт. Си легуваш и не се стануваш. После само Па книга напишам цела за смрт. Да, за книгата ќе Ако не ги прекосиш на смртта, ако не ја гледаш во очи, ако не ги се смееш, ако не се плазиш со јазикот, ништо не си направил. Мислам, тоа е единствената работа што сигурно ќе ти се случи во животот, ќе умреш. Ништо друго нема сигурно да се случи. Се сетив сега на еден цитат, порано го имам негде прочитано, би сакала да умрам, да умрам под покривката тивко во сонот. Тоа е најдобриот начин. Ова е што го разговараме сега. Да. Ќе одиме со дел од концертот во Дом на млади, вашиот настап во Дом на млади, а потоа ќе продолжиме со Ајде, на делови сме шпанска серија. Оле, браво. Ќе разговараме за книгата. Важи. Да го видиме и слушнеме Игор Джамбазов. Ова време, не време, далеку тешко, ќе продреме, владеат чудни типови во крадени джипови. Морални гробници и нон-стоп јадат трици злобници. Но јас не сум таков, дојди провери, испробај ме ти. Сакам да станам Би.Би. Кинг, крадам од Клептон, а учам од Стинг. Еднаш на врвот, друг пат на дно и се е познато. Двобои на секој ќош, исто ко во филмот Добар грди лош. Но јас не сум таков, дојди провери, испробај ме ти. Од секогаш сакав баш ваков бенд и баш ми е гајле, дал сме во тренд. Еднаш на врвот, друг пат на дно и веќе досадно. Хапнува и по некој грош, исто ко во филмот Добар грди лош.
No јас не сум тако, дојди провери, испробај ме ти. Испробај ме ти, испробај ме ти. Well, it's probably me. Ајде, добро вечер, Шипјани. Спомнавте и вие дека ја промовиравте вашата најнова книга Умрен човек во Скопје на 12 април. Да, на првиот ден на сајмот на книгата, да. Втората промоција би беше во Штип. Во Штип, да. Тоа го најавивте, тоа го кажавте. Па тоа и заради моите промоцијата. корени, а и заради Жан Митре. Некако се поклопи. Оти Штипска е приказнава епте. И јас на луѓето им кажувам, викам, може би има Штипјанин из историјата, не знам какви, од председатели на Македонија до премиери, па Генерали. генерали, но мислам дека најголемиот Штипјанец на сите времења станува и останува, веројатно Жан Митрев. Мислам господин човек, како да ви кажам, тоа е човек што ќе ти го спаси животот, а се однесува како да ти помогнал да се поткачиш по скалите. Не знаејќи дека направил нешто. И тоа го кажам, мислам и на промоцијата, али еве убаво за гледачите. Најмногу ме нервирале и се уште ме нервираат, иако сега малку ми се сменети погледите. Телевизиска емисија, дебатна емисија и темата е, не знам, кој ќе победе на избори, ВМРО или СДС. И ќе се јаве некоја теткичка, некоја бабичка. Прво да ја поздравам болницата, таа и таа, персоналот, тој доктор, таа е сестрата, таа е хигиеничарот, таа. И ти гледаш и викаш, абе бабове, абе за ВМРО и СДС е темата. Да, ама кога ќе ти се случи такво нешто и тебе, Сакаш цел не свет да знае колку пропушташ си, прилика да го кажеш. благодарен. Тоа и ја, боже би сум досаден што во секој интервју, ама како да ви кажам сега, оној што ти го дал животот е мајка ти, ама и оној што ти го спасил животот, значи Дојде исто најблизу колку... роднина. Апсолутно, апсолутно. Тоа бев на отворањето на новата клиника, само ти кажам колку е господин човек. Да. И настапува Калиопи, Владко Стефановски, не знам, дојде цела Македонија дојде со се председател. И една од тие неговите пиар агенти што му се викам, што треба ја да направам? Ништо. Само да бидеш тук. Како викам ништо? Да најавам, да... Не, доктор Митрев рече вие да сте Мир. гости. Значи он можеше да ме користи сега. Да. За билборди, за реклами, тоа Да, јас сам му да, го да. понуди. Вика, тоа е убава идеја, ако ја направиме, јас ќе си платам. Абе, не треба да плаќаш човек. Јас сакам да Предплатено. чувствувам потреба да го направам тоа. Тоа само кажува колку голем човек е и затоа успеа во животот. И покрај сите сопки и препреки што му ги прави оваа држава 20 години и повеќе, успеа направи нешто што навистина го нема. Во југоисточна Европа нема такво место како неговото. Како рековте дека го пишавте во книгата? Джани Го наслов- први. Джани први. Зошто баш Джани? Ајде први веќе знае. Од Джан. Жан е француска варијанта, Джани е некаква италијанско-њујоршка варијанта.
Спомнавте во книгата ви е опишано то чувство, ви е опишан тој момент со очувањето со смртта, што значи смртта за секој од нас. Баш пред промоцијата имавме интервју и кажавте дека како на некој начин и вие сте се соочиле со светлината која се појавува пред... Па да, тоа е навистина чудно искуство. Не им го пожелувам на луѓето, ама ете, јас сум таков, јас сакав да ми се случи такво нешто. Чисто да имам што да напишам. Тоа ми се случи, ме натера да напишам книга. Иако концептот за умрен човек беше сосема различен, јас почнав да ја пишам умрен човек, па дури после ми се случија овие глупости. Така. И некако двете работи се испомеша и излезе еден материјал кој луѓето што го читале велат дека се чита од прва и завчера баш пред да дојдам овде ми јавија од издавачкиот центар 3 дека е продаден и вториот тираж, значи за најавивте дека ќе почне и третиот третиот. Третиот веќе се печати веројатно, околу дистрибуцијата е прашањето. Тоа значи дека правиме мовет за илјадници книги, не правиме мовет ние за 20 книги дека сум продал, тоа се илјадници книги. И што е најбитно на самата промоција, имаше ред како за црн леп на времето. И луѓето стрпливо си чекаа со купена, чекаа по половина сат, по 45 минути само за да дојдат да им ја потпишам, додека другите штандови зјаја празни. Какво е чувството? Убаво, преубаво, особено кога знаеш дека на тој штанд книга се издава на Анте Поповски поезија, тука на Матеја Матевски, на овата, на академици, на ова. Никој не купува тоа, никој не чита тоа, Нема ли ги они и јас кога ќе видам писател на сајмот на книга, бегам од друга страна само да не се соочам, оти ми е срам. Викам, не сум ја писател, вие сте си писатели, јас сум автор. Јас си кажувам глупости за мојот живот и луѓето сакат и купуваат. Вие сте тие големите што државата ви дава. Тоа е многу битно. Оно што го кажавте за време на промоцијата е дека ниту еден од друштвото на писателите на Македонија не се појавил за првата промоција. Не. Дека воопшто не ме подржуваат. Има 300 и нешто членови, од кои, да речеме, 50 на кои ќе ме видат, имаше една насвевка таква разлигавена со гушкање и со се, но кога добив наградата за најчитан автор во Македонија, слушај, мора да боли тоа. Мислам, мора да боли сериозно и мене би ме болело кога некој млад би се појавил и би работил многу подобро и поквалитетно од мене. Ама начинот на кој го презентираат не е убав. Затоа што сепак писатели, половина од нив се академици. Па има едно здраво, па има едно не знам што. Но јас им вратим на еден многу суптилен начин. Ме повикаа да го отворам сајмот на книгата. И од министерката преку сите овие големци што имаат издавачки куќи и овие за кои сега ти зборувам јас. Го отворив сајмот и на крај им ја кажав реченицата со која почнала првата моја книга, тоа сум јас, што ја напишав за мајка ми, која гласи: подобро е да издадеш книга, отколку да ја издадеш државата. И се им стана јасно во истиот момент. Сакам да кажам, до таму е донесена таа поделеност. Штом академик може да биде чепнат од тоа дека јас продавам книги од нормални луѓе кои доаѓаат, вадат парички да си ја купат, против внимај, мене нити ми ја платила книгата државата, нити јас сум побарал од државата. Не сте земали субвенција од државата? Никога, за ништо. А они од друга страна па седат по боемските места со главата у левата рака и колку е животот глупав. Они веќе парите земале ги за книгата. Само треба да ја напишат, тоа е проблем. Кај мене кај мене јас прво ја пишувам книгата, наоѓам начин како да ја испечатам заедно со издавачкиот центар 3 и потоа си ја продаваме. Нешто ќе ни украде државата во име на данок, нешто ќе си поделиме меѓу себе. Од книга не се заработува многу, ама може да се живее сосема пристојно. Јас сега имам 5 книги кои се во продажба и навистина еден вид на инвестиција сум направил во животот, затоа што моите книги сега ги купуваат и деца кои имат по 18 години, а кои имале 6 години кога Гол човек излегла. Па мајка му и татко му ја прочитале, па он сега ќе дое пак да си ја купи Гол човек. Вика, имаме ние дома, ама таа е на мама и тато, јас сакам за мене. Им доаѓа нешто како лектира. Тоа сакам да ти кажам. На оваа млада генерација. Иако има некои пар
болни мозоци што лошо процениле што јас пишувам во моите книги, значи моите книги не кажуваат за тоа како треба во животот. Оти ни ја не знам како треба во животот, очигледно. Ама зборуваат за тоа како не треба во животот. Вака како што пишува кај Чичо Иван не треба во животот. Ако е интересно тоа и смешно, вака треба да научиш дека не треба. И многу ми е драго кој ќе сретнам луѓе од моја генерација, некој брачен пар кои ќе ми кажат дека имале проблем со синот уште на 18 години, што ги правил сите тие глупости кои се по моите книги, дека кој ја прочитал книгата се сменил за 180, за 360 степени. Викам, дури и да не е така кај сите, дури и да се 5 луѓе такви, 5 семејства да сум ги спасил од таа агонија, па тоа е успех, си спасил 5 семејства, си спасил. Може би тоа е пет живота. позначено од поголемо чувство на некој начин отколку таа цела колона редица што има за време на ама добро, јас не паѓам одамна на тоа колку народ мене ме сака и ми доаѓа, знаеме, од дете ме сакаат и јас се да трудам повлиеш тоа на нечiji да повлиеш живот, на нечија да псика, тргне по вистинскиот да решиш пат. проблем без да знаеш, без да сакаш, да решиш некој сериозен семеен проблем, тоа навистина е многу ретко, особено со книга. Што е уште потешко, нели? Тоа е и нешто што останало, па може и генерација и генерација Да, да да, учат од да. вашето. Па еве јас ти тврдам дека оние што сега имаат 5 години, за 15 години ќе ја купуваат умрен човек, кој ќе имат 20 ќе сакаат да ја читаат, сега не може да ја читаат секако. Убаво е сега, 5 книги се во продажба, Подготвувате новата нешто книга нов- секогаш ги повлекува и старите книги, продажбата на Да, старите така. книги, така да сега на новиот сајм колку што продавав од новата, толку продавав и од 4 стари книги. Само гледаш луѓе со по 5 книги под И само мишката Игор како Џамбазов чекаат. излегуваш. Баш убаво чувство, стварно. Имате идеја за нека наредна книга или Па си имам неколку идеи, ама ќе го преспијам летово, па ќе видам од септември што ќе правам. Тоа е зараза, правев не могат јас и ти, тоа е Да. вирус. Значи, ако откако не пишувам, станав нервозен. Станав нервозен, станав така, сакав да одам сега да правам се затоа што немам што да правам. Кога ја пишував книгата, ќе си стане во сабајле и како на работа, ќе си отвориш лаптопчето и почнеш Значи да не ти пишуваш. зависи од определен момент или нешто да те инспирира Тоа е конкретно лага или дека само книга седнеш и така се чу отвориш ми дојде па седна да, напишам да. книга. Не, ништо не ти дошло тебе злато, лажеш. Значи ти знаеш каква книга пишуваш и знаеш што треба да напишеш. И другото е се екзекуција. Што сега јас? Јас знам која приказка е, само треба да ја раскажам. Треба да си ги вратам фајловите старите и да дојдам до секој детаљ. Затоа ги сакат моите книги. До детаљи се опишани. И јас на тоа губам време, да ми текне точно како беше. Имало ли реакции од ликовите кои се Никогаш, опишани? ама тоа е Никогаш, гениално, никогаш. Освен Джаро, нормално, кој тврди дека јас сум го научил да игра рулет, а не тој мене, што е апсурдно. Тоа што ја имам 18 години, он имаше 38. Не можело да биде обрат. Никој. Јас дори неколку пати сум викал, чекај, викам сега, вака е приказката, се убаво, ама да не утнам некое место, некое име. Никој се уште се нема јавен да рече, не беше така. А се станува збор во книгите за познати македонци, пејачи, глумци, Значи, остала багра, дефинитивно е вистина политичари. што се никој има. не Да, реагира. никој не реагира. Па до сега ќе сме чуле да изреагира некој. Ма не би било тоа идејата за да направам таква некаква. Идејата било да го пренесете вашиот живот на Така, да, и хартија. да им кажам на младите дека е убав таков живот, но кратко трае тоа и дека има некои вредности животот поголеми од тоа колку треба ќе да се испиеш, одменува. со што ќе се издрогираш и дали ќе играш коцка и колку жени ќе заватиш во животот. Тоа се убавите моменти од животот, ама не се пресудните. Пресудните моменти се љубовта, семејството, пријателите, другарите, убавата храна, убавата музика, патувањата. Ете така, сега да ми оставиш овде во рајската градина, ја можам 5 дена да седам со никого мове да не правам. Само да ги слушам Да уживате. ластовичките, по некоја жабичка и Симјон кога вика по работниците, тоа сосема е доволно. Ајде да слушнеме уште една ваша Ајде. нумера од концертот во Дом на младија, а потоа ќе продолжиме токму за овие работи кои што сега Ајде. ги набравивте. Тоа е најтажниот плюс што сум го напишал. Ова што го слушате може ќе ви звучи премногу лично, а и малку слично на некои други песни.
od nekoj drugi luzer, od nekoj drugi luzer. Ovo što go slušate posveteno je na jedna žena, no ne na bilo koja, dok na ona moja da što mislite samo moja, pa nemoj da pevam za maži ko bulja sam George Michael, glupavo je Hare kaže. Definitivno mesto. Pa se pak da zaslužuva da ima svoja pesna, jas bi možel barem da i ja otpevam. Sabotni Pladnjavo shopping, samo to je doping. Saka da probamo garderoba, non stop da probamo garderoba, non stop da probamo garderoba. Ta sakana je sakana, a jedinstvena sakana su mi jas. Pa ići, ne bi se probalo, ne bi se probalo. Pa se pak da zaslužuva da ima svoja pesna, jas bi možel barem da i ja plesnam. Saka ne trpi, obiva, prezira, vedna se prozema i bega pospalna od bluza. Žena mi vesela da sebi isklučuva kola je alergična gitara da pošpa izbija čuva od što ne trpi blues. Žena mi jednostavno ne saka blues. Saka jedan mnogo slaven španski akter, da ima impossible karakter, da ima volja da igra ta rolja. Kako neko i može da ima volja da igra takva rolja? Da saka igri društveni, da saka zvezdi spušteni, da saka kelnerite da gi napravi ludi, da docna se budi, iako se trudi, moram da priznam. Da veke znaje da ga život od stodeveni kus, i zato nikoš nema namera da zasaka blues. Ne trpi, obiva, prezira, vedna se prozeva i bega pospana od bluza. Žena mi
spies me, ja čuva od što ne trpi blues. Žena mi jednostavno ne saka blues. Може да се каже дека и не само книгите се автобиографски, туку и вашите песни се автобиографски. Да. И не само што се автобиографски, туку еве вчера кога ги свиревме некој од нив, да речеме, каква е оваа ситуација или тие или труба. Како вчера да ја напишано тоа. Како вчера да се напишани, важат се уште, важат, а напишани се 97, 99, 2001, значи пред 20-тина години. Баш Неша, додека свиревме ние, он беше во бекстејџот, нели чека ред. Да. И вика внимателно ги слушав, он разбира македонски, не знае да зборува, а разбира, сака човекот Да, јазици, и снима така. пијасно цело емисија, не разбране. И вика се разбра, гениално. Значи, исто дека како и за Србија да се пишува, истите текстови може да поминат и у Србија, ајде да правиме некоја соработка, ајде викам, ќе ми биде честно, вистина. Нешо е голем музичар. Иако потекнува од група навидум беззначајна во тоа време, ти покрај Било дугме, не знам, Бора Чорба и Бајага. Ама Галија си го има сепак местото. Галија секој си го имале, но антологијата. он стана се испраксира ептен за филмска музика. Значи он ја правеше на зоне за филмова музиката и тоа, сега има веќе некои други понуди, баш вчера правев мовет, му викам треба да продолжиш со тоа, на вистина добро го правиш тоа. И вчера кога ја свиреше он од зоне песата, па сите ја пее и јас ја пеев на глас, на вистина убаво. Песните мои се така, чудни. Текстовите кога ги сега неверојатно звучат некои стихови само такви, не да речеме таа испробајме ти. Вчера кога свирев и онака младите деца што првпат ме гледаат, тие што мислат дека јас сум бингомен. Да. Тие што имаат сега по 20 години, што не знаат дека јас сум актер, дека глумец. Еве сега тоа се случува баш со представата Брачна игра со Весна Петрушевска. Значи јас последен пат сум играл во театар пред 8 години. И сега тоа значи дека тие што имаат 22-3 години ја гледаат представата, мене ме гледаат прв пат во театар. И се они знаат дека ја пишувам книги, дека имам бенд, дека сум водел бинго. И лага гледа, не му е јасно. Каде Игор тут? Дека глумец Игор, да. И тоа е една од убавите работи што ми се случува покрај нели таа стандардна театарска публика. Ги препознаваш луѓето што сакаат театар, ќе дојдат на премиера, но едни млади парови дојдени си купиле карти на време. Така и гледат и баш ми е драго што ете таа мисија моја и на Весна и на Тони успеа и младите ги вративме у театар на некој начин. И тоа е убаво. И тоа е убаво и тоа е важно, значајно. Спомнавте семејните вредности кои што нели сите треба да ги зачуваме, да ги одржуваме. Вашиот престој во болницата, настаните кои што ви се случија, на некој начин да изближија секако со вашиот родител, со сестра ви, нели? Да. Уште повеќе, во такви моменти уште повеќе се зближуваш колку и да си близок. Значи на сестра ми јавиле на 21 јуни ми се случи мене тој крах. Не ја јавиле вечерта кога беше операцијата, таа се наоѓаше во Сингапур. Смени 7 авиони во 24 сата и дојде. Значи тоа е, како да ти кажам, тоа е желба да стигнеш што побрзо. И ете така, после долго време бевме на купче сите џамбазови заедно, иако малку остана од нас, ама ете се собра и тој некој поширок круг околу нас. Да, и некако уште повеќе не сближи, иако и сестра ми и татко ми знаат што мислам ја за смртта и знаат дека ја не се плашам на смртта и сакам и нив да им објаснам дека да речеме татко ми 80 години човек веќе. Иако е витален, цел ден по улици, на пазари, на концерти, на... Колку човек е повозрасен, колку повеќе му одминуваат годините, ете над тие 70-80 години, повеќе им се живее. Јас тоа го имам приметено. Како, желба за живот страшна. Да, здраво се хранат, Дедови Петре Прличко, кога умираше, значи него на 85 години му става најпасови, се што може да се вгради во срце на еден човек. И баш во една од книгите го има тоа, јас имав представа чија си.
И доаѓам да го видам жолт таков, некако после операција. Му викам, вампир бе, уште ли си жив ти? Јас си го викам, вампир него. Жив сум, жив сум. Викам, шо ти направија? Операција, каква? Ми турија едно апаратче и 7 години трае апаратчето и после 7 години друго апаратче ќе ми турат. На 80 кусор години ова чука за 7 години дека друго апаратче ќе му турат. Тоа е таа жел за живот, неверојатна, неверојатна. Кај мене не е таква. Јас буквално секој сабај, леви сабај од Нарајската градина, кога ги отвори в очите, викам, иако не верувам во Господ, викам, фала ти што ми даде уште еден ден, уште еден ден муабети, уште еден ден дружби, уште еден ден добра музика, добри другари, добра жена, добро друштво. Зошто ќарета? Ќар. Планираш да се вдомиш повторно? Во која смисла? Тоа во смисло спомна жена и сопруга да речеме, или после искрени нешто. Завршено. Ние со Бате Симеон решивме ако го сменат законот, дека ќе се зееме. Он ги се разведе и после ние ги се зееме. Не размислам на вистина. Дури ни местата во кои живеам, а ги има повеќе во Македонија, освен Скопската резиденција си го имам и Слепче, јас имам и Мавро, си го имам рибникот на Таушанови, Радовиш си ја имам Рајската градина, си го имам Дојран, кај Статови, си го имам Охрид, кај Батероше, значи имам места каде што практички живеам. И си имате свој круг познати и пријатели со кои што Така е, ама не знам вие, нормално. вчера или оние денови кога беше промоцијата, ти виде дека е напорно. Да. Значи ја не сум Владо Јаневски кој се крие па бега низ џамчето да не се слика со луѓето, ама понекогаш на вистина многу. Значи вчера сите што беа на Туторс фестивал, сите се слика со мене. Да. Сите на крај вика на директорката, вишне, ела сликаме само со тебе, не се слика. Да, убаво е кога те сакаат луѓето, убаво јас се трудам еве да вратам сега. Да. Овој период што ми остана квалитетен живот, се надевам ова. Ќе го правам истото тоа што сум го правил од дете, ќе го правам тоа што го правила и мајка ми покојна, и татко ми го прави денеска, а најмногу го правил дедо ми Петре, кој уживаше во тоа, да видат луѓето околу него, да се сликаат, да го прашуваат, да разговараат. И тоа е ген, тука нема бегање тоа е тако. И јас се уште уживам во сето тоа, иако многу мои колеги ги чуеш, како е популарноста, многу страшна работа, тоа не се издржува, не можеш млеко да одиш да купиш само послуга, те напаѓаат и така натаму. Ама тоа се оние инстант звезди кои траат по неколку месеца и толку. Па после ме криво зашто не се популарни. Да. Ама не станува не си популарен ако ти има многу на телевизија. Тоа е најлошата варијанта. Луѓето мислат дека ако ти има секој ден на телевизија ти ќе станеш популарен. Да, ама шестиот ден ако им дојде преку таквото нови ќе речат: "Дај ма него тај да не." Ни телевизор не уклучуваме. Ама тоа е, на тоа се сведени и порталите, па да простите и вие телевизиите и ова. Не знам, во ден кога е премиерата на Брачна игра, они пише главна вест е што ќе облекла ќерка и на Цеца за рогенерот 18. Мислам, ми се гади, ми се повраќа, како да ти кажам. Да. И затоа ја подбра вчера и Цеца во една од песните. Навистина немам ништо против луѓе, особено такви луѓе кои знаат да соберат и по 100.000 народ. Само немој да ме убедуваш дека тоа е уметност и дека тоа е музика што ти го правиш. Тоа е најобичен кич, најобичен шум. Тоа е, како ти кажам, тоа ти е музика што мене ми делува како со моторна пила да сечеш некое диво животно. И така вика животното веројатно кога ќе го сечеш со пила, како што пее Цеца. А дека не знам колку има она колку има обожаватели во Штип и така натаму. Баш сега додека седеме тука кажа била Рада Манојловиќ била. Не знам, во 2 града во Источна Македонија било преполно. Да. Ма нека биде преполно. Ама зошто утре ден така ќе свири македонски бенд? Не е преполно. Па не ни слушаат како пее, предпоставувам. Не ја слушаат. Може треба да почнам минич да носам и јас. Тоа баш добро ќе ми Не стане. знам, бајде, не сте имали. Може ли некој убав ден така кога ќе се разбудите и да ви текне да напишете некоја нова песна, да слушнеме нешто ново од вас или веќе подготвувате нешто? Веќе сме со Гуру Харев влезени во неговото студио, правиме, не знам дали ја чувте таа песна Лузно, тоа е една негова стара блуз композиција, најдовме една поезија од мојата прва книга, ги издруживме и
старо нешто прекрасно и сакаме да направиме таков албум, ала раде Шербеџија не да се и нас таква осуваа музичка подлога и со мои стихови и на тоа се посветуваме сега ова лето. Блузот си останува во генот, во крвта, ама ни сакаме да менуваме, сакаме да експериментираме и се надевам дека септември, октомври тоа ќе го издадеме. Повторно ќе се промовира овде во Штип. Па секаде ќе се промовира, зошто? Еве ја сега после ова на 28 во Скопје има еден фестивал што организира Бла телевизија. Тоа е фестивал за алтернативна музика и оваа година добивам награда за животно дело како човек што ги промовира тие млади бендови, млади вредности и така натаму. И со задоволство ќе одам да ја примам таа награда. Имам уште неколку изгледи со Весна во јуни на представата. И почнува турнејата, со Откајта Ушанови почнуваме и цело крупче ќе завршиме и тука пак ќе се вратиме. И пак тука во Аголот. Тука. Во Аголот уште еднаш со промоција. Ќе ми биде драго и уште една, зашто да не? Зашто да не? И мене. А до тогаш ви посакувам да ви се реализира се што сте планирали, но малку така поумерено, да не е едно. Тебе, само да знаеш, дека ми персира цело време. Годијам 200 години. Не секогаш не се тоа. Не бива тоа. Во ред. Ти посакувам многу здравје. Килова. Да бидеш натаму да продолжиш со сето она што досега го работиш, со едукацијата на целата нација, да речам. Ја се трудам. Немој така, тоа не бива на некој начин, така. да. Но ете, твоите книги така се сваќаат. Еден круг на луѓе кои би можеле нешто да научат од тие книги, ако сакаат. Да. Знаеш што на крајот на криштата и песните ги настапи. спомнам, не се само книгите, песните, па еве и вакви интервјуа што правиме. Што од вакво интервју од 45 минути сега што го правам со тебе, некоја мајка ќе чуе нешто интересно па ќе го пренесе на малиот дома. Доволно една реченица да ти разбуди и сомнеш дека нешто не е во ред во животот. Од она што го правиш и дека постои да гледаш Игор како? Значи, да, иако ја не сум рол модел што викам, не сум и сакал да бидам затоа што тоа би било перверзно јас да тоа ти исто како сега јас да отворам во Штип продавница за здрава храна. Десем такво. Или не знам да промовирам здрав живот, джогирање и тоа. Завршило тоа во другиот живот. Не по патеката. Многу е перверзно такво нешто. Затоа го правам тоа што најдобро го знам. Зошто? Можеби мојата приказка некого ќе го натера да направи нешто важно во животот, многу повеќе од колку здравиот живот. Никош не се знае тоа. И не се откажам, до крај ќе одиме И да не се откажуваш, сепак ти си важен човек за нас. Дај Боже. И затоа колку е Не мислам недела, државата две недели така. се договараме Не мислам за оваа државата емисија. Благодарам многу што Молам да беше сте во ми Агол. живи и здрави. Да се видиме поскоро, што е можно, поскоро. И очекуваме нова книга, нови песни. Чао. И се. Се најубаво. Чао. Само пред да се одјавиме, одиме Селфи со ли си селфи, направиме? да, Добре, правиме селфи. Дај.